Градинарите и овоштарите до 25 декември може да ги поднесат барањата за субвенционирање на производството. До 25 декември земјоделците кои произвеле зелка од 5 април до 5 мај и ја приделе во преработувачки капацитет, ќе може да аплицираат за добивање финансиска поддршка од 3 денари по килограм. Токму овој градинарски производ на почетокот на откупот бележеше ниски откупни цени. Подоцна ситуацијата се нормализира. Ако го земаме за репер целокупното производство, мораме да кажеме сето оно што случуваше во севкупното земјоделско производство, како во првиот пролетен турнус, така и во вториот летниот турнус. Мислам дека мораме да кажеме дека стартот беше многу лош за нашиот градинар. Пред се градинар, бидејќи станува збор, па ќе кажем за градинарски регион, бидејќи знаеме дека зелката се нудеше и се продаваше по 4 денари, цена која што неудалеку не можеше да ги покрие самите трошкови за производство, па голем дел од овој тип на производ остана на нивите и беше заорана во самите површини. Меѓутоа, по постапувањето на другите култури, овие производи кои што се нудаа на пазарите, тука станува пред се на пролетниот домат, пролетната пиперка, пролетната краставица, мислам дека тие имаат добри цени кои што и во летниот и вториот турнус продолжија да имаат задоволителен пристап на самите земјоделски производители. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски вели дека до 25 декември земјоделците ќе можат да аплицираат за овие мерки. Аплицирањето се врши електронски со најавување на веб страната на агенцијата www.iprt.gov.mk во полето директни плаќања барање се поднесува електронско барање и за подмерките 1.6, 1.8 и 1.19. Крајниот рок на поднесување е 25 декември 2020 година. Сите кои имаат проблем или не знаат сами електронски да поднесат барања може да се обратат во подрачните единици на Министерството. Но сите кои ќе побараат помош од вработените во подрачните единици треба да ги почитуваат протоколите за заштита од COVID-19, истакнува Бабовски.